Овации, аплауз, радост и тага во едно. Измешани емоции се реакциите по вчерашната премиера на првиот македонски мюзикл поставен на сцената на македонската опера и балет. Тајно моја, проект на кој се работеше неколку месеци посветен на македонската музичка легенда Тоше Проески. Неколку часовна љубовна приказна раскажана преку песните на Проески. Главните ликови кои беа одбрани по пат на кастинг талент шоу Антонија Гиговска како Ана и Денис Димовски како Филип во придружба на истакнати македонски актери, оркестарот, хорот и дел од балетот на македонската опера и балет направија вистинска театарска магија. Па јас сум субјективен, мене ми е убаво се тоа што се случува вечерва. 2 месеци имавме проби секој ден. Јас лани ова време го пишував либретото за мюзиклот Тајно моја и сум многу задоволен од целата екипа, од режисерот Тони Михајловски и од сите помлади и постари глумци кои што вечерва играат во овој мюзикл. Јас ги правев аранжманите и Сони и се плашевме со деца, ама деца се топ и навистина обично ги да кажам да ти е мерак и убаво да работиш и со нив, а поготово со најмалите, ангелите. Како режисер на мюзиклот Тајно моја се подпишува Тони Михајловски, а за кореографијата се погрижи Олга Панго. Дел од актерската екипа која ќе се појави на репризата од Тајно моја е и Александар Тарабунов, кој вчера вечер како публика сподели импресии. Моje гледање, ја друго е што гледав на пробите, друго е сега што го гледам ова на премиерава. Значи, иако го знам цел материјал, повторно се ежам во публика, гледам како реагира публиката, значи има и солзи, и смеење, така да многу ми е драго што навистина успеа овој проект. Се верува дека мюзиклот ќе биде вистински хит и дека долго ќе обстојува на репертоарот на македонската опера и балет, а ќе може да го погледне и публиката во регионот и пошироко. Веќе активно странски менаџери се ангажира за да не канат на балканска турнеја, на европска турнеја, па и пошироко. И веќе се преговара за тоа. Сите оние кои ја пропуштија премиерата, репризата на Тајно моја, ќе може да ја погледнат на 26 и 28 март на сцената во МОП. Срце во срце, сакај ме најмногу.